Македонија нема алтернатива освен решителна борба со корупцијата. Последниот случај со директорот на платежната агенција за земјоделски фондови, кој беше фатен флагрант како прима подкуп, но и предметот со директорот на гериатрија се потик во борбата со криминалот, со која власта најавува дека ќе оди докрај. Поранешниот член на антикорупцијска Владимир Георгиев за Алфа вели дека е оптимист, дека после децениското реформирање на институциите само на хартија ќе се случи вистински рестарт на алките на системот кои затајуваат. Вели добри се идеите кои се промовираат, но волја треба да има не само од политичарите, туку и од тие кои треба да ги спроведуваат законските решенија. Да се надеваме дека еве конечно нешто ќе навистина ќе почне да се применува и практиката. Добри се тие реформски некои идеи што се промовираат и што барем ќе бидат донесени во смисол на законски решенија. Меѓутоа еве навистина мене праксата ми покажа искуството дека многу од нив понатаму во практиката и не се имплементираат. Затоа навистина треба посветеност и искрена волја, не само кај политичарите, туку и кај администрацијата, кај судиите, кај обвинителите, дека навистина треба да се промени нивното однесување и да се применува законите онака како што се прошпишани. Сепак Георгиев предупредува дека ако има нешто полошо од корупција, тоа е неказнивоста. Залудно ќе биде откривањето на криминал дури кај актуелни функционери, доколку тоа заврши во правосудните лавиринти. Довербата кај граѓаните ја уништува и малата судска казна за корумпирани функционери, кои неретко го наоѓаат патот да поминат со условна санкција. Георгиев потсетува на случајот со врховниот судија кој беше фатен како бара мито за влијание во предмет, заедно со член на Советот на јавните обвинители, кој пак на крај со признание на делото се спогоди за условна казна. Наоѓаме на одреден начин во една сива зона, би рекол. Овие случувања два што ги спомнавте, вие веројатно има можеби уште некој, се на одреден начин одблесок во тоа сивило и е потик по понатамошни напори навистина да се откриваат случаи на корумпираност кај актуелни функционери. Меѓутоа не е само тоа доволно да се откријат, многу е исто така важно како овие предмети и ќе завршат во таа обвинителска и судска постапка понатаму. Дали ќе има соодветни санкции, веќе неказнивоста, односно што се вели ако нешто има полошо од корупција, тоа е токму неказнивоста. Македонија редовно се критикува во извештаите на меѓународните организации и институции за состојбата со корупцијата и правосудниот систем. Апелите се не само да се засили борбата против корупцијата, туку и да се заокружат сите законски реформи. Ова е еден од клучните приоритети во политиките на актуелната влада, која повеќе пати нагласува дека компромиси нема да има за никого. По последниот случај со директорот на Агенцијата за земјоделски фондови, претседателот на владата Мицкоски ги повика и граѓаните да помогнат во оваа битка со тоа што ќе пријавуваат доколку некој функционер или службеник ги оценува со мито.